Добро вечер на последното издание за 2015 на Вин-Вин. Мој гостин е академик Катица Ќулавкова. Добро вечер. Добро вечер. Катица, а сите погледи се вперени сега во овој момент или сите мисли се поврзани со една друга Катица? Дали и низ вашата глава се врти тоа очекување дека можеби токму таа Катица ќе биде супер херојот од оваа мачна и долга приказна? Па мислам дека не е далеко од вистината ако се каже дека можеби единствената светла точка во сите овие преговори и преземени активности околу така наречената техничка влада и околу правењето на радикалниот трансфер на власта, дека единствено воведувањето на таа функција на специјален обвинител ветува дека ќе се соочи оваа држава со бројни криминални дејствија, нивните носители и дека можеби ќе покаже дека можеме да низ една правна процедура, нели, се не само соочиме со тоа зло, туку и го надминеме. Денеска е 3 годишнината од црниот понеделник во парламентот, 24.12.2012 година. Осведена пресконференција на опозицијата, ви изгледа како македонското граѓанство да не чувствува потреба дека ова е денот кога токму граѓаните треба да потсетат дека од тука некаде од тие слики, страхотни слики од парламентот, отпочна да станува видливо за што всушност се работи кога конечно може да бидат на таков брутален начин нападнати пратеници во парламентот. Така, навистина ние знаеме дека македонскиот народ, македонските граѓани, поточно, навистина имаат невозможно висок праг на чувствителност и дека навистина имаат кратко паметење и голем степен на индиферентност, на рамнодушност по однос на тоа што се случува во општеството, што се случува со државата, со институциите, со иднината на нашата младина, да кажеме и така натаму. Значи, како ништо да не тангира, ние сме рамнодушни и еве и еден таков брутален чин на одземање на слободата на медиумите, на представниците на медиумите, значи на личностите кои се занимаваат со новинарството во домот на демократијата во собранието, ние го подзаборавивме и дури ни опозицијата, а уште помалку нели неорганизирано или само иницијативно презедовме нешто за да се подсетиме на тој ден со порака дека не би сакале да се повтори и евентуално како повод да кажеме дека во овие 3 години многу малку се смени по однос на статусот на медиумите во Република Македонија. Слободата на медиумите и на новинарите во таа смисла е загрозена во Република Македонија и мислам дека денеска беше ден кога требаше нешто на таа тема да се каже. Да се направи. Ајде да пробаме нешто. Во овие 3 години сепак некаква демократска јавност прошета многу улици низ Скопје во различни поводи. Не сум видела вас лично никаде. Не можам да се потсетам на ниту една од значајните слики во кои видовме потреба на академиците, членовите на Македонската академија, да бидат во првите редови на што да е вклучително студентски протести, ги имаше многу поразлични поводи. Ако можам да споредувам, професор Марјановиќ и покрај проблемите со своето здравје знаеше дека ова е моментот во кој што мора да се излези да се биде во првите редови. Добро, не е точна информацијата дека јас никаде не сум се појавила, иако сум се определила за одредено однесување да и ако се појавам некаде да не бидам во првите редови, значи сум се појавила кога пред Македонската радиотелевизија, зашто тоа сметам заклучен не само момент, сегмент од нашата демократија, од нашата слобода и треба да бидеме солидарни, нели, со
Со барањето на таа група на граѓани и новинари за ослободување на македонската радиотелевизија, нели, од доминацијата на владеачките структури во државата, и таму сум била. Сум била токму вечерта пред да бидат оние големи нереди пред собранието, но некаде до 8,5 часот, кога заминав, а проблемите се јавија, нели, кон 9,5 часот. Бев неколку пати со студентскиот пленум на филозофскиот и филолошкиот факултет, настапував на нивните поетски вечери, таму зборував, се обратив. Значи, сега да не испадне дека барам аргументи за да се правдам, но не е точно дека не сум била, сум искажала свој став. Одлично ова тема и овој разговор, затоа што почнуваме сега во еден круг да се пребројуваме на некој начин. Имате цел еден бедем од другата страна, преполн со дисквалификации, сега овој другиот круг почнува да се пребројува. Дадовме ли доволно, направивме ли доволно, ја демонстрировме ли својата, кога вас изборувам, имам во предвид дека по своето интересирање припаѓате на еден исклучително важен триаголник. Тоа се Македонската академија на науки и уметности, Друштвото на писателите и на некој начин вашето Македонскиот пен клуб, така. Македонскиот пен клуб и веројатно вашето најважно професионално место некогаш, тоа е универзитетот. Так. Тоа е можеби најважниот триаголник за кој можеме да речеме дека беше прилично молчалив, згазен, се додека не се појавија студентите, истото можам да го тврдам и за универзитетскиот круг или професорскиот круг. Како е возможно, кога ќе чуете одговор дека Академијата вели ние не би сакале да се мешаме во дневно-политичките настани, джа нам ви треба историска дистанца или ви треба антиципација на историјата. И сега, госпоѓо Чолавкова, ќе живееме ли ние период дека Ману ќе почувствува потреба сега да расправаме, бидејќи е доволна историска дистанца, што се случи 2001, а тоа напросто веќе никому не му врши работа. Така. Значи, прво, свативме и од ова малку што пред малку го кажав јас, дека мерка за нашиот ангажман сепак не е појавувањето на јавните настани, иако би требало да се подразбере, нели, почесто да бидеме присутни и таму и да ги охрабриме младите или другите граѓани или работници во оваа држава. Јас лично како писател, нели, и како професор сум се определила многу повеќе да ги искажувам своите ставови во напишани текстови и тоа го правам редовно. Веќе 2 книги на есеи ми се пополнети и со неколку не само текстови и кратки есеи, туку студии за парадоксите на независна Македонија, за сите проблеми со кои што се соочува демократијата во Македонија, со кои што се соочува образовниот систем во Македонија, културата на Република Македонија и така натаму. Така што јас ги искажувам своите ставови, но очигледно дека нема голем фидбек, бидејќи немаме ни книжевна критика, немаме ни простор медиумски за тоа да го изнесуваме, освен во затворените, нели, кругови на научно некое комуницирање, на научни конференции во Ману и слично, што го правиме де факто. И мислам дека и за активностите на Ману не се знае доволно и не е точно исто така дека ништо Ману не презела. Сме имале повеќе конференции, повеќе соопштенија и за актуелни состојби во Републиката. Меѓутоа, точно е дека преовладува меѓу членството и ставот дека не е Ману институција која треба да се занимава со дневно-политички дискурс и дневно-политички прашања и прагматика, зашто јас имам резервиран став и тоа го искажувам на нашите состаноци, зашто постои документација, нели? Но тоа што ние го нарекуваме дневна политика, не разбирливо ми е дека од овие луѓе го заслужува тој третман, бидејќи тоа што денеска го нарекуваме за дневна политика, очигледно дека ќе определи трајно иднината на оваа земја. И во таа смисла не може да биде третирано само како некаква дневна политичка тема која ќе помине без последици. Да, во право сте тука. Мислам дека прво треба да се направи дистинкција, значи едно поимско категоријално разграничување меѓу тоа што е дневна политика и што е стратегија развојна на една држава. Мислам дека во последниве неколку години, еве да речеме 8-9 години минимум, а според мене и последните 25 речиси години, нели уште малку 25, ние се соочуваме со проблеми од стратешки карактер. За такви проблеми од стратешки карактер, нека тие имаат и политичка
димензија и артикулација, научниците и институцијата која нив ги застапува како академијата е повикана да се искаже. Впрочем, ние и во образованието и во науката постојано зборуваме за аспектот на имплементација на научните сознанија, за имплементација и врска меѓу образованието, структурата на, да речеме, универзитетот, на кадрите кои се создаваат и индустријата, економијата, општеството и потребите на општеството, живите потреби на општеството, така што ако веќе се залагаме за таков диалог меѓу стварноста општествена и науката, односно образованието, тогаш треба и МАНУ да најде мерка, да најде начин, модус да го искаже својот став. Да биде употреблив во времето кога треба да се решаваат проблемите. Во овој момент во собранието по итна постапка е испратен законот за основање на нов универзитет. Минатата недела скромно бегло најавен како тројазичен универзитет. По настапот денеска на министерот за образование станува повеќе од јасно дека тоа е албански универзитет на кој веројатно ќе дозволат два предмети да се учат, стручни да се учат или случаат на македонски и понешто на за почеток, а понешто на англиски јазик. Разбирате ли како човек кој потекнува од универзитетската средина, оваа конфузија со концептите, ако веќе во МАНУ се бавите со тоа, Никола Груевски потроши добар дел од својот мандат, ширејќи ја мантрата дека не може само Скопје да биде студентски град, па тргна во таа офанзива на потполна дисперзија, за денеска да сватиме дека на крајот сепак му треба универзитет во Скопје, тоа што не го изговорува или не го додава, тој треба да биде албански универзитет во Скопје, бидејќи веројатно би било срамота во Тетово да бидат три универзитети. Така, точно така. Значи, прво, веќе со воведувањето на Болонјскиот систем, ние се соочивме со искривоколчување на тој систем во нашата практика и со површна примена на тој систем, така што започна да се опаѓа квалитетот на образованието, бидејќи почнавме да се занимаваме со администрација многу повеќе отколку со наука и со настава. Потоа, кога влеговме во овој наш хаотичен развоен систем, во кој што тешко да се долови некоја логика, иако очигледно таа логика некако избива на површина, започна деструкцијата на образовниот систем во Република Македонија. Еве сега да не зборуваме за овие други степени на образование, да се задржиме само на високото образование, вклучително и постдипломските студии и докторските студии. И започна така наречената дисперзија на образованието. Што се случи? Прво се случи ова радикална реформа да ја изведуваат и да ја конципираат лица, личности кои не се упатени воопшто во суштината на тие промени и во потребите на образовниот систем. По дефиниција, не само културата и високото образование треба да биде насочено кон врвен квалитет, кон одличност, значи по својата природа некако се стреми, постигнувајќи врвни квалитети, да биде елитно. Ние го сведовме високото образование на најниски можни нивоа, значи без никакви стандарди, само со цел да се тоа популаризира, да се доближи до народот, да им отидеме ние како институција во селата, во градовите и направивме на вистина институции кои личат на се освен на високообразовни институции. Потоа почна, значи, јас мислам дека дисперзијата на високото образование во Македонија нанесе невидена штета во развојот на македонскиот образовен систем, кој туку-што се беше стабилизирал во државата наша поранешна Југославија и беше ценет, значи имаше углед, авторитет и во меѓународни рамки со признавање на
статусот и дипломите на нашите универзитети во тие листи, нели, на солидни универзитети. Потоа започна воведувањето на универзитети по етнички клуч после 2001 година и започнавме со една прилично солидна иницијатива каква што е, нели, Универзитетот на Југоисточна Европа или така наречениот Штулов универзитет, и тој требаше да биде универзитетска инстанца која ќе ги задоволи потребите на таквиот тип на мултиетничко образование во склад со нашиот, нели, уставен систем на мултиетничка организација, структура на нашата држава и така натаму, но ние потоа и таму почнавме со така наречена дисперзија, па го формиравме Тетовскиот универзитет со кадри од постојниот Свети Кирил и Методиј, кои на почетокот додека им беа од полза, најпрагматично, највулгарно ги беа исползувани, за после тоа да сите добијат, нели, откази, да бидат шиканирани. Додуша во голема мера дел од македонските професори на Штуловиот се отстранети, нели, на еден или на друг начин. Тетовскиот универзитет беше интернационален, беше сервиси за македонските студенти, но и за потребите на косовските во главно студенти, така што ние започнавме веќе со... Сега да додеме на овој знак на ненормалност ли е во создавањето на образовните концепти, ако имаме во предвид дека оваа политичка гарнитура претрпе еден сериозен притисок, почнат со студентскиот пленум, универзитетскиот пленум, беше стопирано носењето на законот за високо образование. Тие изгледа само се притаија, но не заборавија на своите манири дека го имаат изборниот мандат и можат да фаќаат кројка на што ќе им падне на ум, кога сакаат и како сакаат. Напросто е несватливо дека без никаква посериозна дискусија денеска во парламентот да имате на масата по итна постапка можност да се оснива нов универзитет. Да. Имам печаток дека кај нас се преземаат одредени мерки, основање на нов тројазичен интернационален, мултинационален универзитет во Скопје, не со цел да се унапреди високото образование, не со цел да се задоволи некоја акутна потреба во образовниот систем, туку првенствено со цел да се задоволи одредена политичка агенда или одредена изборна агенда. Овој универзитет е најавен во изјавите на Алсат и на представници на ДУИ уште во јули месец. Сега одеднаш, во денови пред Божич, денес е католички Божич, ние во Македонија имаме и граѓани кои се католици и го чествуваат овој празник, нели? И да им честитаме вечерва. Денес тие почнуваат по дитна постапка да водат дискусија на комисија за овој универзитет, за кој што се вели дека ќе ги задоволи, се основа со цел да се задоволат потребите на помладите генерации и да се покријат потребите со факултети кои не постојат. Во областа на техничките науки, информатиката и социјалните науки, не знам кои се тие социјални науки, претпоставувам овие општествени, културолошки и така натаму, а ние имаме вложено во универзитет и во факултет, нели, за информатика и во Охрид и во Скопје, и тие се работат релативно добро. Ние имаме извонредни факултети во областа на општествените науки, нели, нивните социјални. Ние имаме добри факултети во областа на техничките науки, архитектурата и градежништвото, можеби они сега ќе прават универзитет за барок, нели? Ама значи, не држи нивниот изговор дека ќе задоволуваат некои потреби што постојните универзитети, колку се на број државни и приватни, во Македонија не можат да ги задоволат. Не. Тоа е направено како мимикрија, да се прикаже дека еве ние сега се интернационализираме, кој ќе дојде, молам, на нов универзитет, кој што има самиот си закачил табла дека е интернационален, да, а не дека самиот си прави рейтинг на интернационален, а всушност ќе биде за да се задоволат потребите на политичката конјунктура, мултиетничките потреби, така. На еден писател јазикот му е на вистина неговата татковина, на секој писател. Кога ќе ги отворам скоро сите ваши интервјуа, преокупацијата и стравот околу овие прашања што ги тангираат
јазичните теми, ако можам сега воздржано да речам. За некој кој не ве познава, слободно може да ве квалификува во на група на непоправливи националисти, до границата може би повремено дека како недостаток на изворно разбирање на работите, може би и помалку хистеричните националисти кои што во присуството и инаугурацијата на албанскиот јазик во кое сакате повисоко својство, го гледаат големиот пораст на македонскиот јазик и култура. Значи, тоа се тие деформирани перцепции на стварноста и на ставовите кои се суштински, а ние ги обсервираме низ едно огледало кое е доминантно дневно политичко и искривено низ нашата оптика, нели, мултиетничка. Прво, јас сум учествувала во изготвување на многу декларации за јазичните слободи во светот и не треба никому да докажувам кои се моите ставови за јазичниот диверситет на меѓународно и на регионално рамниште, па вклучително и да кажеме и на локални рамништа, значи во рамки на една држава. Секогаш се залагам за функционални држави во кои што ќе и постојат заеднички допирни споделени точки, значи така наречената лингва франка, јазик на разбирање, не само во буквална смисла на зборот, туку и јазик на духовно разбирање, културно, општествено, екзистенцијално и така натаму. И тоа не е спорно. Меѓутоа, ние се доведовме во Македонија како единствена матична држава со институции кои по природата на нештата се повикани и должни да се грижат за македонскиот јазик. Ние, значи, се доведовме во ситуација во Македонија да се правдаме ако се залагаме за заштита на македонскиот јазик. Бидејќи ние денес живееме една развојна фаза, еден период во кој што веќе не станува збор за заложби на јазичните заедници кои не се македонски, не се словенски по вид. Значи, се наоѓаме во ситуација да се правдаме пред оние заедници кои се залагаат да се одзема стекнатите права на македонскиот јазик и на македонскиот народ, а не се борат за стекнување или проширување на своите јазични права. Охридскиот договор понуди екстремно радикални мерки за заштита на јазичните права на сите јазични заедници во Македонија. Денес се поставува прашање на некаква си еднаквост меѓу македонската и албанската јазична заедница и воопшто заедница, нели? Оти македонската нација се сведе на заедница. Се поставува прашањето за еднаквост која се подразбира, веројатно претпоставувам од другата страна, како должност на сите македонски граѓани да го учат и албанскиот. А ние сме соочени со реалност во која што младите албанци, за жал, во Македонија не го учат и не го познаваат македонскиот јазик. Значи, треба наместо да се прашаме што овој мултиетнички систем, оваа така наречена мултиетничка демократија, генерира изолација на заедниците кои имаат различно јазично, културно и друго потекло, генерира изолација, отсуство на комуникација, отсуство на разбирање. Во таа смисла наметнува различни системи на вредности, различни таргети, различни носталгии, различни копнежи и така натаму. Наместо тоа да го правиме, ние почнуваме да се фрустрираме, се извинувам, да се фрустрираме и да се стигматизираме дека еве бараме нешто кое што е на границата на националното. Само ќе ви кажам едно. Ако прочитате вие што пишува во статутите на, да кажеме, Шведската академија на науките и тоа онаа кралската, по 10 точки само се зборува за шведски јазик, шведска култура, шведска наука и така натаму и така натаму. Ние сме до тој степен стигматизирани да не смееме да кажеме македонска наука, се доведува во прашање дури и терминот Македонска академија на науките и уметностите, зошто за да не повредиме туѓи чувства кои што не се препознаваат во атрибутот македонски. Во сето ова, знаете, што ме изненадува? Толку време трошиме за обсервација
што помалата, како ви велите, јазична заедница има намера да стори преку некакви своји барања, што стои за овој концепт и се останати, тој предпоставуваме исцрпувачко во елаборирањето, просто да се ставаме во туѓиот ум и да ги проверуваме нивните намери. Меѓутоа не недостига одважност да разговараме. Јас не мислам дека ако албанците бидат обврзани исклучиво да го зборуваат македонскиот јазик како службен, ние на македонскиот јазик де факто сериозно ќе му помогнеме. Зошто сме неподготвени да зборуваме за сопствениот удар кон сопствениот јазик, изведуван немилосрдно сите овие години. Овој меѓумакедонски судир, сега како и да го нарекуваме политички, во прва линија е удар токму на тој, на нашиот културен модел, на нашето разбирање за самите себе си. Зошто очекуваме другите повеќе да не разбираат? Да. Госпоѓо Чулавкова, кога лустрацијска комисија го лустрира авторот на првиот македонски роман, Славко Јаневски, и Македонската академија на науките и уметностите, простете ќе речам, ама безмалку молчи ако не ја видов таму поставена пред зградата каде што се наоѓа телевизијата, кој очекувате да ги штити корифеите на македонската култура, јазик, уметност и се останата? Така, реагиравме ние неколку мина и пишувавме за Славко Јаневски, добро. Ние како нација... Можем да ви додадам, ние се соочуваме во ситуација кога сега и во политичка полемика гледаме некакви големи бранители на македонската кауза кои се нападнати од некакви лоши македонци кои работат предавнички агенди. Меѓу нив е еден господин кој што за Блаже Коневски ма напишано дека е џуџето од Небрегово. И напросто не можем да разберем дека за интелектуалната јавност тоа не се јасни знаци, дека се работи за безобразие, не дури ни за мимикрија, се работи за безобразие во чија рака сме го довериле целата таа корпа на нашиот културен модел, на нашето представување, кои Божем не спасуваат, но повеќе од јасно е што е концептот што се изведува сите овие години. Така, значи, да не зборуваме за овие наши величини во областа на книжевноста и на поезијата, како Блаже Коневски, кој може да се мери не само со носители на Нобеловата награда, туку воопшто може да биде еден од неколкуте најрепрезентативни поети на поезијата на светска на 20-тиот век. Значи, да не навлегуваме сега, би сакала некогаш друг пат да разговараме на тие литературни теми. Во овој момент би кажала дека ние бегло, некритички, просто несвесно ги одминавме овие политички одлуки по однос на македонскиот јазик, односно по однос на јазикот на другите заедници, вклучително и албанскиот, нели, кои тангираат одредени состојби тивко, дискретно, а многу штетно за нашите состојби, а тоа беше, да кажеме, договорот од мајот пред неколку години, 2007 година, кога беше донесен. Не знам дали е подпишан, но тој функционира. Ние и уставно велиме дека официјално писмо во Македонија е кириличното, но тоа не е точно, бидејќи ние на универзитетот го имаме официализирано латиничното писмо, нели? Во сите на локално ниво, во локалната самоуправа, латиничното писмо како писмо на албанскиот, на турскиот јазик и така натаму е исто така официјално. На сообраќајните знаци или сигнализација исто така. Значи, во топонимите и така натаму тоа е присутно. Значи, ние треба да не правиме мимикрија и да не ги подлажуваме луѓето кои не се занимаваат ни со лингвистика, ни со литература, ни со политика толку многу, дека се залагаме за некаков си националистички или патриотски или не знам каков однос спрема македонската кауза, а од друга страна, нели, зад завеса, преговараме и договараме многу штетни закони, норми и така натаму. Дали за вас и овде ќе правиме пауза за реклама, ако споредите сега и предпоставам ги читате препораките околу ревизијата на Охридскиот рамковен договор нарачен од Питер Фейт, не сме го виделе целиот текст званично. Дали сега ова ви изгледа како мало подметнување дека се работи за ревизија на Охридскиот рамковен договор, а всушност, де факто, кога ќе ги видите обврските кои што ги предлага новиот план, се работи за конечно исполнување на Мајскиот договор, за кој нашиот премиер се уште одрекува дека го потпишал. Да, он одрекува дека го потпишал, но факт е дека тој функционира во
во нашата општествена и политичка стварност. Значи, јас мислам дека доколку се менува нешто во Охридскиот договор, тогаш треба да се мени нешто суштински во смисла сите граѓани на Република Македонија и нивните политички представници да се договорат да направиме едно граѓанско општество, навистина граѓанско општество, што ќе каже дека ќе работиме врз граѓански принцип, значи нема да имаме партии политички врз етнички принцип, туку врз граѓански принцип, ќе конечно почнеме нова стварност во која што ќе работиме на поврзување врз интереси културни, образовни, екзистенцијални, човечки, економски се разбира, финансиски и какви не други. Значи, во таа смисла јас би гледала потреба да се промени нешто во Охридскиот договор. Инаку, јасно и прецизно беше кажано дека сите прашања врз етничка основа се исцрпени со Охридскиот договор и особено по 2004 година по донесувањето на Законот за територијална реорганизација, што јас во моите текстови го нарекувам инаку како закон кој што ја кантонизира, нели, Република Македонија. Значи, тогаш се исцрпија сите прашања за етничка основа и треба сега навистина малку поцивилизирано да ја посматраме својата иднина и да артикулираме заеднички интереси во развојот на оваа држава. Во спротивно, мислам дека навистина сме на прагот на една тешка вака процедура на федерализација или нешто друго. Овде правиме пауза за реклама. Искористете ги одличните услови за стекнување сопствен дом. Во промотивниот период до 31.3.2016 каматната стапка изнесува 2,9% годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за остатокот на периодот. Без надомест за одобрување и администрирање и без трошоци за процена на вредноста на инструментот за обезбедување. Кров над глава за сите нас. Слобода е кога сам можеш да работиш и да заработиш. Слобода е кога сите имаме право да гласаме за која партија сакаме. Генија është të kesh kohë të luajsh me lipa. Слобода е да можеш да отидеш на утакмица без проблем. Слобода е да слушаш музика каква што сакаш. Слобода е да обликуваш како што сакаш. Слобода е да имаш добра здравствена заштита. Слобода е да се влюбиш во кого сакаш. За нација без дискриминација. Кампања на Комисијата за заштита од дискриминација. Добро е да знаеш дека имаш некој што секогаш е тука, подготвен да ти го олесни денот. Со Е-пункт плаќајте ги онлайн вашите фактури за електрична енергија со само еден клик. Регистрирајте се за Е-пункт на evana.mk. Евана, секогаш тука за вас. Конечно, нов домашен јогурт, по оригинална рецептура и неодолив вкус. Со љубов од Алпско млеко. Фантастична празнична понуда од АМЦ. Смарт телефон Кубот со 2 сим картички за 2990 денари. Samsung S5 смарт телефон за 19.990 денари. 40-инчен смарт Android телевизор Philips за 22.990 денари. Побрзајте, количините се ограничени. Среќни и весели празници ви посакува АМЦ. Печи, сервирај, замрзни. Совршен сад за секое домакинство. Искористете ги сенаменските својства на огнеотпорните стаклени садови од брендот Simax, познати по својот врвен квалитет. За вкусен, фамилиарен оброк. Од 15 декември единствено во Тинекс. Соберете 10 купони и со соодветно доплата изберете го вашиот нов огнеотпорен сад. Првата љубов ми се викаше Светле, Светлана. Втората Сонја, па Мимоза, па Теодора, па Наташа, па Сонја. Сонја кажав? Да, добро. Па после имав една Искра, па после имав една Ивана, па и сите ме откачија.
Сите, само една не. Струмка. Струмка и јас. Половина век, љубов. Македонио, среќна нова година! Вистинско темно. Златен даб. Дарк. Здравието нема цена. Одберете докажан производ. Одберете G132 плюс натурал. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ви го препорачувам на сите, особено на повозрастните. Земете G132 плюс натурал и имајте долг и здрав живот. Јас успеав, следете ме. Хотел Тино, Охрид. Сместен во идиличен пејзаж на населбата Свети Стефан со поглед на прекрасното Охридско езеро. Располага со спа и велнес центар, џакузи, внатрешен и надворешен базен, базен за деца, детско игралиште и сала за состаноци. Ресторан и летна тераса со капацитет од 250 гости. Хотел Тино, Свети Стефан. Толку сум среќна што те имам, ти благодарам. А благодарам значи мерси. Мерси е моје. Мерси, огромен избор. Задоволство е да се избира од уникатна колекција на најпрефината чоколада. Мерси за тоа што си ти. Шеесет години знаеме и создаваме вложувајќи во вашата иднина, постојано поддржувајќи ги вистинските вредности. Заедно градиме подобро утре. Вашата доверба е нашиот мотив за повисоки цели. Вашата сигурност е наша обврска. 60 години Комерцијална банка. Заедно создаваме вредности. Ѓулавкова, на кој да е јазик би било важно што сакаме да кажеме, а не на кој јазик тоа ќе го кажеме. Би можеле дури со добар превод, ако имаме што да кажеме и да се разбереме, да споделиме нешто меѓу себе. Во времето кога привилегија за еден писател е дека може да им се посвети на книгите, да биде подалеку од травматичната дневна доза настани кои не сум сосема сигурна дека секој ја разбира нивната генеза сега. Сега веќе се е прилично лудо на екраните. Ако човек се препушти да ги прима информациите од медиуми, што е тоа поради што стрепите сега во овој момент, како човек кој не може себе се да се опише дека ги поседува инсайдерски информациите што се случува за сцената? Па добро, ние предолго живееме нели под стрес и индивидуално и колективно таа продолжена состојба на стрес нели не травматизира и не исцрпува. И второ, не дефокусира од основата на човечкото постоење и живење, да ужива, да биде задоволен, да биде среќен човекот. Така. Ние сме некако навикнале да бидеме несреќни и постојано да одиме некако да се движиме по рабовите во сите домени, вклучително во секојдневниот живот. Значи, мислам дека, како ви кажам, дури сметам дека ирелевантно е јас од што стрепам. Стрепам за опстанокот на оваа држава, стрепам за
опстанокот на ова нација. Зошто? Затоа што сметам дека ако 1/3 од, не зборувам за македонците како народ, од македонските граѓани се излезени последниве неколку години во странство, значи емигрирале, по правило е тоа економска емиграција, нели, делумно политичка. Ако значи 1/3 од граѓаните, туку речи 1/3 емигрирале, а се работи за популација која е млада, репродуктивна, креативна, образована, во која што се инвестирало, која може да формира семејства и така натаму и така натаму. Ако ние ја губиме таа популација, останува значи постариот дел од нацијата и така натаму, тогаш што можеме да очекуваме во поблиска и подалечна иднина? Значи можеме да очекуваме на тамошна дестабилизација на државата, значи поголема кревкост и на институциите, на економијата, бидејќи мислам дека колку јас што се разбирам, нели, од тие работи тотално ни е исцрпена економијата, тоа се гледа, нели, како рефлексија врз културата, врз книжевноста и така, уметноста и така натаму, така што сметам дека треба не само... И ништо друго? Мислите на граѓаните што си одат и кревката економија? Чудна ми е помалку вашата лична хиерархија. Што е клучниот проблем сега на ова земја? Значи, државата тотално се дестабилизира затоа што немате стабилна држава без популација. Ние ќе бидеме држава која сега имали околу 1,5 милиони, немаме нели попис за да располагаме со прецизни информации. Од тие 1,5 нека се 1,6 милиони, јас не верувам дека се ни толку. Држава нели дестабилизира неодговорна власт? Не. Мислам, државните институции ги дестабилизира неодговорната власт, но таа неодговорна власт влијае на, значи, остава тешки последици по екзистенцијата на луѓето во државата. Ако нив ги нема џабе, не знам и они со кого ќе управуваат, нели, ако немаат граѓани. Мислам дека ние не можеме да се избориме, да кажеме, за некои високи вредности на слобода и на демократија во оваа држава, само со популација која е припаѓа на ниските социјални слоеви, работнички, земјоделски, селски и така натаму, со популација која е релативно ниско образована или необразована. Значи, во голема мера, овие процеси на демократизација треба да ги спроведуваат помладите и образованите или оние кои имаат некаква моќ и некаква позиција. Ние се повеќе ги губиме тие. Во таа смисла, мислам дека е тоа нешто што најмногу загрижува. Следната година, кој да е терминот? Дали оној што е сега опишаниот 24 април или нешто подоцна, во зависност од тоа како ќе успеат да се договорат, дали воопшто ќе има можност за ревизија околу тој фиксиран датум за изборите. Секако 2016 ќе биде изборната година. Што е императивот за македонскиот граѓанин кога треба да се договори со себе, бидејќи сепак следната година ќе го има гласачкото ливче со кое учествува во таа конечна одлука? Што е императивот 2016 за македонскиот граѓанин? Па ми се чини прво дека април е релативно рано за да се подготват солидни, праведни, фер и така натаму демократски избори, со оглед на целата ова и конфликтна и искомплицирана ситуација што ја имаме, нели? Допрва престои расчистување на многу ситуации за да може да се влезе после во некоја нормална подготовка на следните избори. Второ, мислам дека чувствувам дека има и понатаму, како и последниве 20 на години, одредени елементи на сценарио да се постојано конституираат нови политички субјекти од така наречена опозиција, кои се сомнително опозициски, нели, поставени и идентифицирани. Така што јас од тоа најмногу се плашам дека сме изгубиле најпрвин ритам на промена на власта. Кај нас се смета дека е, нели, трагично и нехумано ако се смени владеачката структура.
така се наметна, нели, тезата дека без нив Македонија не би опстанала и дека ќе биде ужасна грешка ако дојде до промена на политичките и владеачките структури, што е нонсенс, бидејќи демократијата имено подразбира некој ритам постојанен на промена на владеачките структури, што ќе каже и на владеачките партии. Мислам дека македонскиот народ треба да се ослободи од тој страв дека промената ќе ризик. Е голем ризик, напротив, мислам дека ако нешто се промени, постојат големи шанси, нешто малку барем да се подобри во нашата состојба. Второ, многу е важно се што е настроено опозицијски да се обедини, бидејќи без таква обединета опозицијска сила, мислам дека е многу тешко се менуваат веќе конзервативните, значи устоени, институционализирани, административно подкрепени и така натаму структури на двете или колку владеачки партии во државата. Значи, мислам дека наши представници интелектуалци кои влегуваат на вистина во тие новоосновани партии, издруженија и така натаму, треба да бидат порационални, поразумни, попредпазливи и навистина да го помогнат овој процес на ослободување конечно од овие стеги кои што ни го фрлија сенка врз целата екзистенција, нели, во државата, да ја ослободиме, да го ослободиме просторот медиумски, демократски, институционален и да излеземе на гласање слободно, бидејќи имам чувство дека последните два круга на гласање, како да кажам, не беа сосема слободни. Јазикот е вашиот дом, а тој што треба да го конзумирате како јазик во јавниот простор, веќе е преполн со зборови кои што е непристојно да ги повторите, но тие веќе гледам упорно си држат до таквите теми, но што денеска исклучително ме изненади на 24 декември 2015 година да бидеш член на ВМРО ДПМН и да соопштиш дека противничката партија опозиционата била киднапирана од мафија, а при тоа не гледаш контравести, туку гледаш реално, како се вели, политичка пресконференција, веројатно на извесен начин сведочи за лудилото кое што ние го живееме. Па вака, реториката, нели, е добар признак и сведоштво за умствените процеси и за стратегиите или тактиките на оние кои што практикуваат одреден тип на дискурс. Имам впечаток дека повеќе години, нели, она што се вика обратна проекција, кај нас се официализира како дискурс и просто веќе по автоматизам, по инерција очекувам што и да се случи веднаш во мигот кога ќе се свати дека тоа нешто е очигледно, значи не може да се порекне, не може да се негира, веднаш се зазема став да се префали одговорноста на другата страна, а во случајов, бидејќи медиумите се главно, нели, знаеме, под доминација на владеачкиве структури, веднаш, да речеме, ВМРО-вскиот дискурс е да ги обвини СДС, или она што е најсимптоматично и веќе поприма, како да кажам, карикатурални размери, е да се признае собствената, да кажеме, вина или собствените грешки на тој начин што ќе се минимизираат или сосема релативизираат со тоа што во одбраната, која што е, нели, напад на другата страна, се вели, ами вие тоа го правевте, и со тоа престанува било каква дискусија. Значи, едно демократско граѓанско општество токму тоа треба да го оневозможи ако се прави во еден период одредена владеачка структура, нели, нешто кое се коси со овие принципи цивилизацијски, да бидат тие казнети, сменети на избори, да дојдат новите кои што тоа нема да го прават, затоа се избрани за да не го прават. Кај нас испаѓа дека е тоа така нормално да се продолжи нешто што е наследство
од претходните структури. Земајќи го големото оправдување, некогаш и вие тоа го правевте, а помеѓу тоа некогаш поминала цела една декада, тоа се убавите години на нашите продуктивни животи и можеби на оние кои сонуваат дека овде може да ги почнат, но сега веќе се во некаква пјаченца, виченца. И ова би ве виченца. сакала да ве замолам да го кажам во овој контекст. Сосема накусо, значи многу емоции негативни, омраза, презир, дискредитација имаме во реториката на политичките партии, особено нели оние кои предводат, значи да се негира се што е репрезент на опозицијата од македонски происход, нели од имаме етнички партии, додека према другите сме многу потолерантни, попустливи и со помалку емоции. И мислам дека тоа навистина не покажува како една недорасната, како да кажам, политички незрела структура или нација и би сакала да видам еве од идните избори малку поинаква реторика, послободна, порелаксирана, поинтелигентна и така. Ви благодарам што вечерва бевте мој гостин на последното издание за 2015 на Винвин. Така ви благодарам и јас и ви пожелувам секое добро во идната година. Благодарам.